Значи, вие знаете, постојано сме во контакт со вас. Во мај месец ние ја оформивме таа просторија за земање на тестови и работеше еден период со многу, им немаше многу одзив меѓу луѓето, па и немавме корона толку, а и имаше некоја скепса меѓу населението да се земе, да не се земе, па да се иде у Штип, да не се... Така да, тој период многу помалку работевме. Од пред еден месец и повеќе, можеби 2 месеца, веќе редовно, вторник и петок, таа просторија се користи за земање на ПСР тестови. Има многу одзив, значи околу 30-40, 45 до сега 50 дневно немало, али 46 беше до сега најголем одзив. И тоа е доволна бројка за Делчево, значи офатени се сите, одзив има, пациентите се заинтересирани. Тоа се 2 пати у неделата, околу 40, 80 до 90 со ПСР тестови. Од пред месец дена работиме брзи тестови, секој ден ги работиме, од 11:30 до 1:30. Исто така имаме одзив. Ние имаме закажано за почеток, почнавме со 36 тестови дневно и имавме по 36 тестови дневно, сега имаме нешто помалку, 20-30 денеска, дори имаме многу малку, 6 само. Исто така и во Македонска Каменица почнавме со брзи тестови. Таму ставивме за почеток 10 дневно. Еве денеска гледам дека веќе 9 имаме, минатиот пат имавме 8, пред тоа 6. Така да се разработува центарот за земање на тестови и доста добро оди. Брзите тестови ептен добро ги работиме. Пред тоа пратив на обука и од Македонска Каменица лаборанти и од Делчево. Знаете, и во Каменица оформивме една мала ординација со 2 влеза. Од една страна влегуваат пациентите, од другата страна влегува персоналот. Резултатите стигнуваат за 15 до 20 минути. Така да, мислам дека сега за сега ги потребите за тестовите ги задоволуваме. Ако има потреба, не е проблем да се зголеми бројот на брзите тестови дневно, да ги закажеме. Имаме доволно и персонал, имаме доволно и тестови и нема да има никаков проблем. Колку има потреба, толку тестови може да направиме и ПСР тестовите не ни се ограничени вторник и петок. Значи, колку закажат докторите, сите ќе бидат примени и ќе бидат направени тестовите и пратени за анализа, а брзите тестови исто, колку има потреба, толку. Иако почнавме со 36 теста, тоа беше за почеток, а сега можеме колку има потреба, толку да направиме. Гледаме дека интензивно се работи на реконструкцијата? Да, интензивно се работи, гледате дека денеска и снег врне, заладува, веќе се финишира, се гледа веќе што се случува, што е се направено. Битно беше ковид центарот да се направи, веќе он готов. Тие денеска ќе се чисти и ќе се наредат креветите за да може да се пушти во редовна употреба. Иако тоа можам да кажам дека имаме доста. Гледате од извештаите од Министерството за здравство, вчера имавме 15. Јас, моја лична анализа, бидејќи работам со пациентите директно на рентген, ги гледам нивните рентгенолошки слики, можам да кажам дека последниот месец и пол имаме доста случаи, меѓутоа полесни случаи. За разлика од септември, кој имавме многу тешки случаи и кога ја наполнивме Штипската болница, па и Скопските болници со делчевски пациенти. Сега имаме во тек на неделата 1 до 2 тешки случаи, меѓутоа толку тешки случаи нема, сите се со полесни симптоми. На што се должи? Тоа може да треба да се направи подлабока анализа, меѓутоа тоа малку ме радува, иако бројот е многу зголемен. Може би бројот е зголемен заради тоа што луѓето одлучија да се тестираат, а и ние им овозможивме тука, затоа што не беше едноставно, не може секој да отиде до Кочани, Штип и до Скопје. Тоа беше макотрпна работа, меѓутоа успеавме тука да им земаме брисеви за ПСР тестови, а и брзи тестови и директно да ги работиме тука.